Ajde kaži, ljubov moja, kade zgrešив me? Sekoj grev ti go prostuvam, no ne zaboravam. Prijatelji, сега сме, ali горят очите. Да може да се вратат сите години. Доцна е да се каеме и да признаеме. Приятели, сега сме, али горят очите. Ajde kaži, ljubov moja, kade zgrešив me? Docna je da se kajeme i da priznaeme. Prijatelji, сега сме, ali горят очите. Свири за нас последен танц, ко некогаш. За срца две, što se kogaš, od ljubov gorele. Sviri bez kraj, poslednji pad, ko nekogaš. I nebo to da zaplače za mene i za tebe. Za mene i za tebe. Последен танц на Ѓоко Ѓорчев и Като Нели ти реков. Верувам дека уживавте во овој музички избор и оваа песна ве наврати наназад во едни навистина убави времења за македонската музичка сцена, кога настанува евергрини песни кои што и ден денес се паметат. То таа музичка сцена, секако денес во нашето студио го имаме господинот Ѓоко Ѓорчев, кој што на огромна чест и задоволство е наш денешен гостин. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, баш ми е драго што еве за прв пат гостим во вашата телевизија. Фино се осеќам, иако сум малце настинат, али би сам кај јустераме се тоа добро. Баш ми е драго што сум тука, дека сакам да ги поздравам сите гледачи на вашата телевизија, дека уживате во овие минути кои ќе биеме заедно.
мислам дека ќе биде интересно и добро. Сигурен дека ќе биде, затоа што долго време ве немаме видено по медиумите и веројатно голем дел од нив се прашуваат каде, што работи нашиот Ѓоко Ѓорчев, кој што е препознатлив по својот глас, нашиот македонски Том Џонс, пејачот кој што има позади себе 7 албуми и голем број на награди кои што веројатно ниту вие самиот ги знаете колку всушност е на број. Дома него се шалам со фамилијата, жената ми вика: Ѓоко, што правиме со овие наградите, кај да ги местам сега? Стварно ги имам многу ги имам од фестивалите. Јас бев, знаете, многу актуелен. Ја почнав 92 година да пеам и бев буквално баш актуелен, нон-стоп до негде 2002-2003 година. Тогаш малце не да се повлеков, ја не се повлеков никогаш, но реков, ајде малце да абстинирам. Како вика, многу пати сме се смееле, вика, толку бев присутен на екраните, абе во фрижерот да го отвориш и таму ќе го видиш. И реков, не, доста е малце, малце младите нека одат напред. Но имав неколку, како да кажем, трагични моменти у мојот живот. Ми почина брат ми на 52 години, Бранко Ѓорчев, артистот, глумецот, го знаете, нели? Голем прабратушет, голем глумец. Татко и мајка ми во некој период од доста кратко време и реков неколку години нема да пеам, иако имав доста ангажмани за пеење, нема да пеам, викам, бидејќи сакам да ги жалам едноставно. Знаеш, тешко е да излезете на сцена кога срцето не пее. Кога срцето не пее, значи тоа е стварно тешко. И тоа си го кажав, таа работа си ја дадов и не пеев неколку години. И ете, после неколку години реков, ајде сега, како што вика еден ваш колега пред малку, старата гарда се врати назад. Да, старата гарда навистина знае и да ги залепи гледачите пред ТВ екраните, затоа што вие оставивте навистина убав печат на едно време со вашите хитови, со вашите испеани песни, настапи, награди каде што достоинствено сте не представувале како Македонија и вие секако како изведувач. Па знаете што бе, кога ќе бидете на еден концерт во Москва, на Црвениот плоштад пред 200.000 луѓе, и кога тој директен пренос ќе ве гледат 500 милиона луѓе, а на таа иста вечер ќе пее и Лучиано Павароти, и Жан-Мишел Жар, и од бившите простори као Тереза Кесовија, Мики Евремович, Филип Киркоров, Ала Погачова, големата звезда руска, и сето тоа, мислам дека не е тоа едноставна работа, а представувате Македонија. Знаете како е тоа чувство? Кога мене ми најави, пееше Тереза, па после пеев јас. И ме најави провителката, вика, сега Горги Горкиев, така на руски, мал смешно ми падна, викам Македонија. Голема е чест и големо задоволство кога ќе излезете надвор, мислам тоа беше неотворено, кога ќе излезете на сцената, кога позади вас стојат оркестар од 60, значи музичари, а пред вас стојат луѓе од 200.000 луѓе и вие представувате државата. Тоа е голема одговорност. И кога заврши се таа работа, кога ќе дојде Елци беше председател на Русија, кога те праша вие од кај сте? Јас сум од Македонија. Тоа е голема работа. Мислам, тоа малце од нашите пејачи го доживеале. И тоа чувство е, секој што и концерт ми е во големо сеќавање, па тука можам да ги спомнам и двата настапи на Славјански базар, кои се можеби најголемите настани музички во овој дел од Европа. Да. Еден пат беше во Белорусија, во Витебск, и друг пат во Украина, во Киев. Значи, тоа се големи настани кои стварно ми останија голем, како да кажем, и печат на мојата кариера, а лично од мене како човек, како музичар. Да, и сега 7 албуми во целата ваша кариера. Сега, значи, вака имам 6 албуми, во овој момент, на крајот на годината, ќе биде завршен 7-миот. Значи, 7 албума, што мислам, сепак тоа за наши македонски устови е една импресивна бројка. Сепак 7 албуми не се малце, пошто живееме него на мала земја, кај што ја ги знам моите колеги. Да се вратам назад, некој од постарата гарда, што викам ја, имат по 2, 3, 4 албуми. Али сепак 7 албуми, сепак тоа е за Македонија една добра, убава бројка на албуми. Ја верувам дека да сме живи и здрави, може че има уште некој. Да, во секој случај годинава се прославува 25 години од присуството на македонската музичка сцена. 25 години исполнети со многу музика, многу хитови, многу настапи, многу награди и многу концерти. Да. Има ли некоја награда посебна која што можеби се издвојува, некоја која што ви е при срце и ви значи многу? Знаете што? Секоја награда на секој пејач ми е многу драга, многу мила, бидејќи наградата уствари едно признание дека нешто што сте го направили, добро сте го направили. Добро сте го работели. А јас знаеш како викам? Тебе зборувам, викам, за мене најголемата награда се публиката. Они се најголем награда кога ќе те наградат со аплауз,
кога песмата ќе се врти, кога ќе стане evergreen, тоа е за мене најголемата награда. Иначе песма која посебно ја почитувам, сакам, мислам, моја песма е сега што слушаме. За еден ден во, тоа беше Макфест 94 година. Тоа е победничка песма која ми е на еден начин со песмата со Кате Последен танци ја обележа мојата кариера. Тоа се, можам слободно да кажам, два македонски евергрина, која ми е посебно драга, што сепак тоа беше во почетокот на мојата кариера. Ја почнав 92 година, а ова се случи 94 година во Штип на Макфест и тоа ми е као една посебна награда. Иначе сега пред малку имаше и Охридски трубадури. Пеев на Григор Копров една песма, многу неделковски тексти на Дојчиновски аранжман. Жена се викаше песмата, многу убава балада, баш она многу емотивна балада. Добив трета награда во интернационалната вечер од жирито, која ми е исто многу драга. Знаете што, сите награди се убави и драги. Мислам, тука нема, али ова ми е посебно да речем, би е издвоил. И како што кажавте, наградата од публиката и од она која ќе ве сопрат на улица и ќе ве Најголемата поздрават. награда, јас секогаш го зборувам тоа, најголемата награда е публиката. А кој ви го даде прекарот македонскиот Том Џонс? Знаете што, тоа значи нема кај сум гостувал, не знам ни колку емисии, не знам, не може да ги памтам. Секогаш ме рекуваат, гости ми македонскиот Том Џонс. Македонскиот Том Џонс вака му година човек. Нема дискусија, кога те споредил со една таква голема величина. Тој е на еден начин и мој идол. Еден човек од екран, тоа беше баш на почетокот на мојата кариера, кога јас отпеав некој евергрин, се сеќавам, мојот прв евергрин беше Шпански очи, Spanish Eyes. И кога ме слушнал мене Лјупчо Грбески, вика, Џоле, ти пееш ко Том Џонс, имаш вокал невиден, викат, од денеска, нема ти викам Ѓоко Ѓорчев, од денеска ќе ти викам македонскиот Том Џонс. Тоа беше баш на почеткот на мојата кариера и до ден денеска помина толку 25 години тоа ме прати секаде. Што понекогаш викам, луѓе, да се разбереме. Јас сум Ѓоко Ѓорчев. Ако сака нека биде... Јас сум Ѓоко Ѓорчев од Македонија, од наша Македонија, а Том Џонс си е сега негде, дали е во Америка, дали е во Англија, не знам, али он си е тоа Том Џонс. Фала ви што ме споредувате со него, но сепак едно треба да знаете. Јас сум Ѓоко Ѓорчев и никој друг. Да, и во секој случај и некој имидж провлекуван из годините препознатлив за вас во однос на тоа кога излегувате пред публиката. Добро, знаеш, јас многу пати, еве сега, например, денески излегувам со научен. Некој еднаш баш некој ми каже, вика, се правиш фраер. Лично, јас не ме препознав без очил. Вика се правиш фраер и испадна вика со научен испад. Викам не да ви кажам нешто. Тоа помина полека во имидж, али најпрве не беше така. Значи не е проблем, сигурно вика ја многу убави очи имам, прекрасни очи имам, викам ја, ама ги носам на очарите заради друго нешто. Имам една алергија на рефлекторите. И сега замисли, јас еве да ги извадам и не е проблем, може да ги извадам. Ама ќе почнам за до 5-10 минути да ви плачам тук. Ќе почнам солз да ми течат, значи човекот на сети мисли се разплака. Значи проблем е со рефлектори, затоа и не ги носам. Тоа е тоа, а не од некоја друга причина. Сега, како минуваше времето, и се ими се направи така. Ѓоко Ѓорчев и на фестивали, и на интервјуа, секаде излегува со научари и па на крај вика, тоа, устивно е. Добро изгледам, викам со научари, на крај се ги штитат ги очите и тоа е тоа. Да, оваа година, нешто навистина убаво ќе се случи, речиси во сите поголеми градови во Републиката, тоа е вашата концертна турнеја, која што започнува во Гевгелија. Многу сум, како да кажам, малце возбуден, нормално. Тоа баш на некои наши музичари одамна не му се случило да некој прави некој градови таа некоја концертна турнеја. Собрав околу мене добра екипа. Филип Стефановски бенд, тоа се джез врвни музичари, академски музичари. Тука ми се Кристина Паледен, вреден сопран. Владко Илиевски, Владчето. Каде без него, го чувам. Трил Джентлмен, тоа се дечки кои фантастични се, спеат фантастична музика, значи поп и класична музика. Ирена Стефановска, крстевска, исклучителен вокал. Катерина Таневска, со која направив два прекрасни хита, буквално. Земја библиска песма посветена на Македонија и Последниот танц. Значи имаме добра екипа,
да направиме фина убава забава, да уживаат публиката во нашите интерпретации, во сето тоа, добри професионалци позади мене. Да, тие вечери верувам дека ќе ужива, можеби тоа нема да бе публика, таа млада публика која ете сега има тоа се некои други трендови, некои други, како да кажам, музики што они повеќе ги преферираат. И мојата черка многу пати тоа дома си прави, она сега студент во оваа година прва. Вика, добро, тато, вика, твоите песни многу ги сакам, сега ја го слушам, не знам, од Кумарово, некој детско, не знам каде, шо. Викам, слушај, тамам, нема проблем. Но сепак тоа ќе биде, мислам, публика негде од над 35 години, публика која сака да ужива во шлагери, во евергрини, во таква музика, а имаме таа публика ниво Македонија и мислам дека сепак тој тип на музика малку и запоставен во Македонија. Да, дефинитивно. Тие баш онaj евергрини, шлагери и тие ствари. И мислам дека баш ќе ги потсета малце на некои си убави времења, отворено, нешто ќе опиам од групата Проарте. Значи, нешто како од зелената трева на една мала плава, од тој фазон, само во нова верзија, Мама Хуанита плачем. Значи, ќе се вратам на некои убави времења кога буквално шуикам, јас сигурно сите се сакавме еден со друг во некое си време. Па потука потоа би оделе со тие големи светски евергрини, како My Way, како Yesterday, Spanish Eyes, I Can't Stop Loving You. Тоа се големи хитови, светски стандарди. Па сега е на крајот со Кристина отпеавме, верувате, 3 прекрасни ствари, тоа се 3 прекрасни светски стандарди, Фантом операт. Тоа никој до сега го нема отпеано во Македонија. Тоа ти е еден мюзикл од Ендрю Лоид Вебер и тоа звучи стварно светски звучи. Големиот евергрин Бесеме Мучо, кој го направиме исто така во една, како да кажам, поп класична верзија и сега баш се од тука одам кај Иле Спаси да го поздравам и направи страшен аранжман за песмата Паралел по пијано од филмот Кун. И знаете што, тоа кога ќе го понудите на публиката, ја верувам дека нема публика која тоа ќе остане равнодушна тоа. Тоа верувате, тоа се толку добри песни, толку квалитетни песни се тоа, што буквално забод на времето не ги нагризало. И ден денеска они се толку актуелни како што били пред 30, 45 години. А дефинитивно жарот се гледа во вас и во начинот на кој што зборувате за сите овие концерти кои што ги подготвувате. Сигурно сум дека и гледачите кои што во моментов не следат ќе посакаат да ги знаат можеби точните датуми, но доколку ги имаме можеме да ги кажеме. Јас може да кажам, значи може да кажам 2 датума. Кој за почеток? Да, 27 октомври Гергелија, 6 ноември Кавадарци. Тоа се двата дена кои се прецизирани. А потоа ќе ги информираме дополнително. После ќе ги даваме датумите како ќе бидат, али овие 2 датума се. Тоа е сега за кратко за 2 недели. Каде ќе се одржува? Дали во домови на култура? Домови на култура, пошто нема таму поголеми објекти, има сали, спортски, ама времето е ладно, више не можеме сепак публика да носиме во спортска сала, ќе што нема некој затоплување. Сепак тоа ќе бидат домови на култура, 400, 500, 600 отприлика како што е Макфест, такви сали, што мислам дека не се мали, како што македонски оперен балет, како што има 700 седишта, но сепак тоа е фина и бројка на посетители, а од друга страна баш мислам дека тоа е баш интимно и блиска. Интимно, да, браво, дека тоа е баш интимно за таков репертоар, за таква музика, баш тоа е интимно. Верувам дека ќе биде вистинско уживање како за публиката, така и за вас. Кога беше последниот концерт кога го правевте, се сеќавате? 2011 година во Универзална сала направи концерт кој беше прекрасен. Баш никош нема да заборавам Александра, уредничката на забавната на вечер. Тоа никош нема да заборавам, Тимковска. Она беше присутна на концертот и даде утре една рецензија. Рече дека концертот беше совршен, публиката уживаше во тоа што Ѓоко го отпие и гостите. Но знаете, имаме кај нас еден проблем. Проблемот е тоа што, се одма ќе кажам, на тој концерт салата беше полуисполнет. Универзална сала. Некој ќе рече, ама тоа не може да го кажеш. Нека ја го кажам. Ништо тоа не ми смета мене. Тие луѓе кои беа во Универзална сала уживаа. А Тимковска кажа многу убаво нешто. Вика, да беше картата 1000 денари, салата верувам дека ќе беше исполнет. Значи, да беше картата 1000 денари, ќе беше салата исполнет. Картата беше 300 денари и што е најважно, ние во Македонија имаме врвни вокали, страшни музичари, дали женски, дали машки вокали, но сепак
кога ќе зборуваме за некои пејачи од другите земји, наши бивши југословенски, знаеме ние да ги, и по 3 концерта да одиме да ги гледаме. Да. Што тоа за мене не е во ред, дека треба крајно време македонците да знаат. Ние сме македонци, имаме една Македонија, имаме музичари, имаме наши пејачи, прекрасни вокали. Треба Македонија, таа да му даде повеќе големо внимание на нашите пејачи. Нормално ние ќе им вратиме. И сега што сум му кажал, новие питијади, разни пастрамијади, не знам, низ Македонија што се одржуваат. Јас сега што викам, ја немам ништо против Здравко Чорич, против Розга или не знам кој. Тоа се врвни пејачи, популарни пејачи. Се е тоа окей, Брена, се е тоа окей. Но кај се нашите музичари? Зошто на некоја питијада или некој таков настан, значи поголем карактер, зошто нашите не биде главна звезда наш музичар? Зошто? Па имаме музичари, верувате, што пеат многу подобро него каде од некои инострани. Имаше еден македонски филм, се вели Само уништувај. Само уништувај, баш така, да. Само уништувај. Тука некаде ќе мораме да го завршиме разговорот. Мене беше навистина драго што денес бевте дел од Македонија денес и што веќе на 27 октомври гевгеличани и сите оние во близина на Гевгелија ќе можат да уживаат во вашиот концерт со вашите пријатели 6 ноември Кавадарци, а за дополнителните Што понатаму посене. Потоа мислам ќе биде Штип, па одиме во Охрид. Само точно датумите не ги знам. Да. И на крај завршуваме во Скопје. И се гледаме во Скопје секако на јубилеот на 25 години. Се надевам дека ќе... мислам, баш ми е... Сепак сакам да го одбележам тој... Сепак 25 години и тоа не се малку. Не се малку. Тоа се фини години на македонската музичка сцена со тие концерти и сепак на крајот е, пошто да завршуваме емисијата со мене, сакам да ви се благодарам вас, што ме поканивте, што ете на нашата публика, на вашите гледачи. Многу сакам да ги поздравам. Ете, имавме фин разговор и верувам дека да ги поканам, пошто сега сум во Скопје, кога ќе биде концертот во Скопје, да дојдат на тој концерт, да уживат во овие евергрини, во оваа музика, гарантирам дека ќе биде супер, а нормално, пошто вашите види да гледат цела Македонија, да ги поканам и сите овие градови што ги спомнав пред малку, да бидат присутни тие вечери, дека верувате ќе уживат во таму. Да. Дефинитивно уживањето ќе биде обострано. Јас ви благодарам и уште еднаш ќе кажам чести задоволство што бевте денес дел од Македонија денес и овој пријатен разговор со вас. Благодарам и вас. Драги гледачи, навистина уживав во денешниот избор на гости соговорници во рамки на Македонија денес. Верувам дека и вие исто така уживавте во емисијата. Доколку е така, повторно утре во 10 часот имаме ново издание на Македонија денес, а во меѓувреме вие останете на програмата на телевизија 24 и имајте пријатен и убав ден.